Охрид и покрај старите ископани обрастени патиштата кои се градат скоро 10 години и инвестициите на државата кои во речиси сите области се сведени на нула, ја завршува една од најуспешните туристички сезони досега, која после изгледа ќе ги урне сите рекорди на посетеност на градот кој на почетокот од есента уште е полн со туристи. Но како Охрид, како град под заштита на УНЕСКО стана дестинација која сериозно заостанува во развојот, како во приватните инвестиции, така и во инвестициите во инфраструктурата. Зад останатите центри од Балканот и градот стои во некој вакуум во кој дури и јавното мислење е алергично на секое спомнување на градбина патишта, жичара, катна гаража, хотели и друга инфраструктура. Охрид има реални проблеми во делот заштитата на природното и културното наследство, но кога ќе погледнете што се прави на албанската страна од езерото или ќе споредиме на пример со Бока Которска, невозможно е да не се постави прашањето дали некои невладени активисти, барајќи смисла за своето постоење, комотно финансирани од странски, но и од буџетски пари, едноставно вршат злоупотреби на зборот УНЕСКО со цел да го оправдаат своето постоење. Охрид еден го посети збратимениот град и општината Котор, кои исто како и Охрид се под заштита на УНЕСКО, но кај нив сликата е сосема поинаква. Бевме на планината Ловкен, каде стигнавме со жичара изградена годинава. Го посетивме градчето Пераст, кое е заштитено од УНЕСКО, но и куќите снимивме клима уреди и сателитски антени кои висат над главите на туристите низ тесните сокаци, додека во Котор впловуваат крузери кои се поголеми од стариот дел на градот, а низ цела Бока Которска се копа во планините за да се изградат скапи ресорти. Може ли уште колку долго Охрид ќе остане атрактивен за туристите, но и воопшто за живење ако продолжи инвестицијската блокада последниве години спроведена од владината УНЕСКО, комисија која се уште се спроведува речиси на секое поле и се однесува на исти или слични нешта кои во останатите УНЕСКО градови или албанската страна од езерото се третира како инвестиција. Никој на тоа не се противи и никој не прави проблеми. Го чуваме славното минато за на него да ја градиме блескавата иднина. Ова е своевиден слоган под кој се развива општината Котор и заливот Бока Которска, во кој се инвестираат милиони евра во инфраструктурни проекти и приватен капитал во луксузни и скапи сместувачки објекти, кои неретко се градби по принципот на факсимил реконструкција, целосно уривање на градење на ист таков објект со поинаква внатрешност. Заливот Бока Которска е природно чудо и се смета за најубав европски залив, фјорд кој е поголем дури и од тие во Норвешка. Градот Котор има богата историја, пред се како дел од Венецијанската република, додека градчето Пераст е своевидна прататковина на дел од европската аристократија, бидејќи од овде потекнуваат дури 12 аристократски фамилии од Европа и нивното културно-историско наследство го штити УНЕСКО. Но да одиме поред. Високо над заливот Бока Которска се издига планината Ловкен, која е длабоко вградена во историјата на Црна и има речиси митска димензија. Целиот овој простор е дел од Национален парк Ловкен, во кој има дури 1158 видови растенија, од кои дел се ендемски видови. Планината изобилува и со разновиден животински свет од ендемски видови на инсекти, змии, бележ, па се до срни, волци, диви свињи и мечки кои се под заштита во паркот. Но ако до лани туристите кои сакаат да се качат на Ловкен мораат да одат со автомобили преку Цетиње, од оваа година таму стигнуваат за 15 минути, бидејќи отворена новоизградената жичница, која овде во Црна Гора никој не аспорел, никој не зборувал дека таа ќе оштети планината и ќе е штетна за живиот свет, бидејќи е сосема обратно. Благодарение на жичницата на Ловкен не се оди со автомобили и не се загадува воздухот. Автомобилите не се опасност за животите, а самата жичница дневно носи приходи од илјадници евра, бидејќи кај туристите интересот е огромен, па тука доаѓаат индивидуалци и цели групи кои уживаат во возењето на планината и прекрасните панорамски погледи на Котор, Бока Которска, Тиват, аеродромот и синулото на Јадранското море. Дека нема никаков проблем со УНЕСКО, туку дека тоа се користи како препорака, ќе видите ако го отворите официјалниот сајт на жичницата, каде прво нешто што ќе ви падне во очи е логото на УНЕСКО и надпис дека жичарата е во подрачје заштитено од УНЕСКО, или на кратко кажано, УНЕСКО е реклама за жичарата.
Плановите се во иднина оваа жичница да продолжи до планинскиот град Цетиње и така овој град со тако вид еколошки вид на сообраќај да се поврзи со морето. Црна Гора за овој план како пример ја зела Швајцарија, каде стотици села и градчиња во Алпите гондолите на жичниците ги користат како меѓуградски еколошки сообраќај која чува природата и е целосно безопасен и корисен за живиот свет и за луѓето. И да напоменеме дека никој во овие земји не тврдил дека жичницата ќе ги наруши визурите на планината. Доколку направиме ретроспектива како во Охрид беше дочекана идејата да се изгради жичница со која ќе се оди на Галичица, ќе мора да се прашаме дали Швајцарија не знае што е екологија и дали УНЕСКО нема проблем со жичницата во Националниот парк Ловќен, а има проблем така да се изгради во Националниот парк Галичица. Би требало да се отвори прашањето дали воопшто некој некаде во било каков документ дал забелешки конкретно за можноста да се изгради жичница на Галичица или медиумите тогаш целата фама ја креираа со помош на постови на Facebook во кои се зборуваше за некакво нарушување на визурите на Галичица без да се слушне некое стручно лице или да се направи споредба со некое светско искуство. Стариот град Котор е историски центар, но денес тоа е епицентар на туристичките приходи кои се остваруваат на секој агол. Градот е обиколен со бедеми и во него се наоѓаат неколку цркви, од кои некои се стари колку и тие во Охрид и се градени пред црковниот раскол и поделбата на христијанството. Ако се погледне подобро, може да се види дека практично минимален е бројот на луѓе кои живеат во овие куќи и скоро сите се претворени во хотели и апартмани, тоа ставени се во погон на туристичката индустрија. Дел од преземјата на куќите се претворени во модерни кафетерии, а дел се претворени во модерни дуќани за најразлична намена, при тоа целосно се реновирани, поставени се нови подови, плочки и модерен интериер. Но ајде да го споредиме ова со ситуацијата кај нас, која речи се идентична. Но само пред неколку години дел од така наречените активисти пишуваа, а дел од порталите пренесуваа дека дуќаните во чаршијата во Охрид изгубили автентичноста и бараа да ги изватат плочките и на подовите да се вратат некогашните дрвени подови кои во Охрид ги викаат душемиња, бидејќи како што тврдеа на Facebook, заради плочките загрозен е УНЕСКО статусот на градот. И додека Охрид 20 години зборува за градба на марина или проширување на пристаништето, бидејќи на него повеќе нема место да застанат сите бродови, никој никогаш не направил проблеми Котор да им овозможи пристап напреку океански крузери, кои се поголеми од самиот стар град и кога во пристаништето има паркиран крузер, стариот град Котор практично изгледа помал од бродот, но за среќа или заради тоа што таму се има повеќе памет, никој никогаш не зборувал дека пристаништето во кое во оваа големина е ново изградено и не е времето на Венеција, ќе ја наруши визурата на градот. Во вториот дел од нашите репортажи од Бока Которска ве водиме во средновековниот град Пераст, кој се смета за дијамант на европското културно наследство, а каде ќе видиме ресторан на самиот брег, клима уреди и сателитски антени на сите објекти, модерни, новоизградени кошаркарски игралишта и асфалт на кеот кој е претворен во сообраќајница, иако постои барем 15 векови или откако постои градот. Znači, čitav grad nam je zaštićen pod UNESCO-vom zaštitom, svih grada slično kao 17. 18. vijeku.